Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охрид достојно го чествува ликот и делото на големиот Парличев. Доделени признанија на учениците кои постигнале успеси и допринесуваат нивното училиште Григор Парличев да го зачува високото реноме. Во пораст болестите поврзани со аерозагадувањето. Охрид и Македонија се представуваат на Интернационалниот саем за туризам во Истанбул. Агенцијата за катастар со нова онлайн услуга за корисниците. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме сончево и студено време со максимални 9 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро и студено време со појава на локална облачност и со појава на умерен мраз. Во петок, под влијание на поле на низок воздушен притисок во Западна Европа и на Пиринејскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и на Апенинскиот полуостров. Во останатите делови од континентот, под влијание на поле на висок воздушен притисок, чиј центар ќе се наоѓа над североисточна Европа, ќе преовладува стабилно и студено време со зголемена облачност. Утре во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и студено време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 15 степени. Во Македонија во петок по студеното утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -8 до 2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и свежо време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен југоисточен и источен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 2 до 12 степени. Во Охрид во петок по студеното утро и утринска температура од -2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура која што ќе достигне до 8 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во недела по студеното утро и температура од -2 степени. Во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 9 степени. Во Охрид во понеделник по студеното утро со појава на умерен мраз и температура од -2 степени. Во текот на денот ќе имаме сончево време со дневна температура до максимални 9 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид достојно го чествува ликот и делото на големиот Григор Прличев. Во спомен куќата на Ловороносецот, денеска во рамки на манифестацијата Прличеви беседи беше промовирана книгата Охридските писатели во книжевната критика од професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓорго Димовски. На настанот стихови и звуци за Прличев беа представени најдобрите творби на литературниот конкурс на Основното училиште Григор Прличев, а на младите поетеси градоначалникот Кирил Пецаков им врачи пригодни награди. Замислено гледам во неговата лика, а во град Охрид го чествува ликот и делото на Григор Прличев. Во спомен куќата на големиот поет и преродбеник денеска се одржа настанот насловен стихови и звуци за Прличев. Пред присутните, меѓу кои традиционално и внуката на Прличев Олга Прличева, беа представени најдобрите творби по распишаниот литературен конкурс на Основното училиште Григор Прличев од ученичките Катја Крстановска и Нина Кузмановска. Овие млади поетеси се потврда дека се Прличеви деца и негови следбеници, кажа градоначалникот Кирил Пецаков, кој на ученичките им врачи пригодни награди. Им посака во иднина да создава дела налик слични и вредни на Сердарот и Скендербек. 195 години по раѓањето на Прличев, тука во неговиот дом, јавно се заветуваме дека нема да скршниме од неговиот пат. Никогаш да не дозволиме или допуштиме некој да го коментира нашиот свет македонски јазик, нашето писмо и реч, затоа што тие се втемелени во нашиот генетски код и се основа на македонскиот идентитет. Во спомен куќата на Ловороносецот беше промовиран најновиот труд Охридските писатели во книжевната критика од професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓорго Димовски. Уредник на оваа капитална едиција е Митре Велјановски, а издавач е Општина Охрид. Приредувачите и уредникот чинам дека воделе речиси целосна грижа за застапување и афирмација на најмаркантните охридски книжевници, без разлика колкав е обемот на нивните библиографски единици. Станува збор за книжевна фаланга со моќен книжевен придонес во развитокот
на современата македонска литература и култура. Станува збор за пробран и просеан состав, достоен за една идна Охридска книжевна академија, која ќе биде од историска гордост за вечноста на македонската литература. Ова е историја на Охридската книжевност. А книжевноста не е ништо друго него слика на животот, со тоа ова е и слика на целокупниот охридски живот од времето на Свети Климент па до денес. Не е мал влогот на охридските писатели во македонската па и во светската книжевност, и тоа на известен начин ние овдека сакавме да го представиме. Ние сме можеби единствената општина во Република Македонија која што посветува внимание врз издаваштвото. Не верувам дека ни повисоки културни институции во Републикава се посветили на еден ваков проект. Ова е 11-тиот том. 11 томови ти да го извадиш охридското скриено книжевно богатство е значаен подвиг. Во рамки на свеченоста стихови и звуци за Прличев, градоначалникот Пецаков им врачи примероци од книгата Младиот принц од Антоан де Сент-Екзипери, отпечатена во Брајово писмо на Националната установа библиотека Григор Прличев и Сдруженијето на слепи лица од Охрид. Запишано е, Григоре, и кога љубовта ќе згасне, твојот спомен вечно ќе живее. Основците од Григор Прличев го празнуваат патронатот. На свеченоста која денеска се одржа во дворот на училиштето, им беа доделени признања на учесниците кои постигнали успеси и допринесуваат нивното училиште да го зачува високото реноме кое го ужива години назад. Со приредбата во Центарот за култура вечерва се заокружува годинешната општинска програма Прличеви беседи во чест на големиот поет и природбеник Григор Прличев. Основното училиште Григор Прличев со низа активности го одбележува својот патронат. Денеска на пригодна свеченост беа доделени наградите за најдобри ликовни и литературни творби на училишниот конкурс. Спомен бистата на Прличев во училишниот двор беше закитена со ловоров венец и беа положени букети свежо цвеќе. Одбележувајќи го споменот на патронот се навраќаме кон корените на нашата мисија, образованието и негување на вистинските вредности, истакна директорката на училиштето Лилијана Ефтимовска. Ги синтетизираме на некој начин постигнувањата во текот на изминатата година. Пред се тоа се постигнувања на учениците во вид на награди, на разни конкурси интерни во училиштето, надвор од училиштето, значи во рамките на општината, на државата, и можеме да се пофалиме со одлични резултати на сите надпревари. Тука се секако и наставниците, наставниот кадар, кои што се своевидни херои во училниците и допринесуваат за тој успех на учениците, и секако родителите. Тука би го истакнала Советот на родители, од која институција, да речам училишна, имаме навистина поддршка, за што им сме секако благодарни. Нашата цел е да создадеме средина во која секој ученик ќе биде прифатен, поддржан и мотивиран да го даде најдоброто од себе, вели Ефтимовска. Во таа насока во ова училиште во континуитет се работи на подобрување на наставата, воведување нови методи и учество во проекти. Од големо значење се таквите проекти каде што училиштето редовно и аплицира и учествува. Оваа година имавме проект со Еразмус на тема климатски промени и навистина е бесценето искуство да работиш на еден таков проект. Исто така учествуваме на проекти, добивме оваа година и грант од Министерството за образование, проект за опремување на медиатека, значи на училница со компјутерска опрема, и тоа е еден големо достигнување за училиштето и низа проекти што се во рамките и на општината и внатре интерни. Основното училиште Григор Прличев како партнер во Еразмус Плюс програмата е избрано да биде домаќин на активностите кои треба да се реализираат во Македонија. Тим ученици пак во рамки на проектот Училишта без пластика на тема Млади научници ја спасуваат планетата беа наградени за изработка дигитална книга за еколошка едукација. Училиштето редовно организира еколошки хуманитарни акции, воншколски едукативни активности и работилници со цел да се изгради кај децата висока еколошка и општествено одговорна свест. Се што правиме е водено од љубов за подобро утре, вели директорката, додавајќи дека тоа е и темата на годинешниот патронат, споменот на љубовта, светлина што го грее срцето и го води духот.
Со свечената приредба на Основното училиште Григор Перличев вечерва во Центарот за култура се заокружуваат годинешните чествувања на големиот поет и преродбеник Перличев во рамки на манифестацијата Перличеви беседи. Во пораст бројот на пациенти со респираторни, кардиоваскуларни, ендокрини и малигни болести во Охрид. Овие поразителни податоци се поврзуваат со аерозагадувањето, кое последниве години е загрижувачко во Охридскиот регион. Во пораст бројот на заболувања кои се поврзуваат со аерозагадувањето. Анализите во Охрид покажуваат загрижувачко зголемување на бројот на пациенти со респираторни, кардиоваскуларни, ендокрини и малигни болести во период од 4 години, од 2019 до 2023 година. Во Охрид за 50% е зголемен бројот на срцеви заболувања. Во пораст се и пациентите со белодробни болести, а меѓу нив најпогодени се децата. Специфичната стапка на оваа група на заболувања се зголемува и кај најмалите, значи кај децата до 6 години, со тоа што стапката е тука повисока, значи од 1012 на 1545 се зголемува, и кај училишните деца и младина од околу 800 на 1240 на 1000 училишни деца и младина. Лекарите препорачуваат здрав животен стил и избегнување рекреативна активност во деловите од денот кога контаминираноста на воздухот е висока. Таа докажана поврзаност помеѓу аерозагадувањето и нашето здравје, здравјето на целокупната популација. Понатаму непропорционалното влијание врз ранливите категории, особено се засегнати тука децата и старите луѓе, нели? И економскиот товар од хоспитализациите, од отсуства од работа и така натаму. Значи сето тоа веќе алармира дека ние имаме еден многу сериозен проблем на кој што сите заедно треба да работиме. Анализата на Центарот за јавно здравје во Охрид покажува поразителни податоци. Во пораст се и малигните и нервните заболувања, особено зголемен е бројот на пациенти со рак на дојка, простата и бели дробови. Туристичките потенцијали на Охрид и Македонија деновиве се представуваат на Интернационалниот туристички саем Емит 2025 во Истанбул, Турција. Емит, кој се одржува по 28 пат, е водечка туристичка изложба во регионот која ги представува новите бизниси и можности за соработка во туристичката индустрија. Турските гости се традиционални во Македонија. Културните, историските и семејните врски се мост кој ги поврзува двата народи, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со туристичкиот сектор од 5 до 7 февруари 2025 година ги представува македонските туристички потенцијали на Интернационалниот туристички саем Емит во Истанбул. Македонскиот штанд привлекува огромен број на посетители, а беше остварена средба и со председателот на Турсап, Асоцијацијата на туристички агенции од Турција, информираат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. На сајмот за туризам Емит, кој оваа година се организира по 28 пат во Истанбул, Турција, учествуваат над 95 земји. Продолжува дигитализацијата на катастарот со нова онлайн апликација за увид во статусот на барањата. Откако граѓаните или професионалните корисници ќе поднесат барање, неговиот статус ќе биде достапен во реално време, не повеќе од 1 час по поднесувањето. Агенцијата за катастар на недвижности, согласно најавите, продолжува со дигитализација и модернизација на услугите со цел целосна дигитална трансформација на институцијата. Од денес официјално е пуштена во употреба апликацијата за увид во статусот на барањата поднесени и заведени во електронскиот систем на катастарот. Со новата апликација се зголемува ефикасноста, а граѓаните и професионалните корисници брзо и едноставно ќе можат по електронски пат да го следат статусот на своите предмети. Откако ќе поднесат барање, неговиот статус ќе биде достапен во реално време, не повеќе од 1 час по поднесувањето, информира директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Иван Живковски. Новата апликација е достапна преку веб страницата на агенцијата во делот увид во статусот на предметот. За користење потребно е да се внесе кодот од потврдата за прием на барањето, пошто ќе се прикажат основните податоци за типот на барањето и неговиот моментален статус, со ажурирање во рок од најмногу 1 час, потенцира директорот Живковски.
СВР Охрид поднесе кривична пријава против 39 годишно лице од Охрид поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Тој во својство на вршител на должноста директор на ЈЗУ Општа болница во Охрид со пропуштање на должен надзор и без постојање на правен основ на 4 административни работници во болницата кои немале решенија за раководна позиција, им определил коефициент и раководење и одговорност, со што на штета на болницата им овозможил право на повисока плата во вкупна вредност од 257.920 денари. Ова било констатирано и при водреден инспекцијски надзор, извршен од страна на Државниот инспекторат за труд, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.